На македонската берза изминатиот период е забележан поголем раст. За таа цел ние имаме специјален гостин во вчерашни економскиот и берзански експерт господинот Зоран Витанов. Господине Витанов, берзата долго време беше мртва, што поради светската криза, толку и заради македонската парламентарна криза. Кажете ми, што го предизвика овој ненадеен бум? Да, македонската берза на пратеници од верност експлодираше во последната ценовно чувствителна информација што ја објави председателот Иванов. И сега никој не може да предвиди каде е ценовниот плафон и до кога ќе трае ова масовно тргување. Се очекува овој хаос, ова баркотница по пратеник повеќе да трае се додека некој не го обезбеди мнозинскиот пакет во АД собрание на РМ. Пошто на оние пратеници што нема да станат дел од мнозинскиот пакет, вредноста ќе им падне дури и на нула. Добро, можете ли малку да ми појасните за што поточно се работи? Вака, во моментот се случува вртоглав раст на цената на пратеници на АД собрание на РМ и постои огромен интерес за тргување со нив. Буквално се тргува со пратеници од сите партии и од сите изборни единици. Дури и пратениците кои претходно не котирале на берза, размислуваат да почнат со котација, за да можат полесно да влезат во контролниот пакет. Ајде сега само за момент да се префрлиме на пазарот и да погледнеме како изгледа денешното тргување. 500 за дуи, 500 за дуи. ДПА 700. 3000 за сите од берза. 3000 нема шанс, 600 за дуи. Како би го прокоментирале ова денешно тргување? Како што можете и самите да видите, најголем интерес има за блок трансакции на цели групи пратеници и најмногу се тргува на неофицијалниот пазар. Најтргувани пратеници беа оние од петката, од четворката и од шестката како изборни единици. А има и најава за блок трансакции на пратеници од кецот и од двојката. Кажете ми, од каде е најголемиот интерес за тргување? Па, идентитетот на купувачите, како што знаете, останува деловна тајна. И до тој податок не може да се дојде, но постојат одредени индикации дека во моментов најактивни се странските инвеститори, за кои постои сомнеж дека се од офшор дестинација, најверојатно од Белизе. Прекалените трговци со пратеници кои со години доминираа на берзата и ги држаа сите конци во своји раце, сега се жалат на нелојална конкуренција од берзански шпекулант од еврејско потекло со унгарски акцент, кој вештачки ја зголемил цената на пратениците. Евидентно е влијанието на странските инвеститори и шпекуланти на берзата, но како на тоа реагираат домашните инвеститори, кажете ми? Домашните инвеститори во последниве десетина години се поконзервативни и нивната инвестиција е заробена во помалку ликвидни пратеници кои ќе морат ги чуваат на подолг рок. Тоа беше Зоран Витанов, експерт за берзански прашања. Останете со нас.